Дали власта се обидува со закани и притисоци да го обесхрабри народот да протестира против францускиот предлог? Ова прашање се поставува откако министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски протестите што веќе 8 дена се одржуваат во Скопје ги спореди со настаните од 27 април, за кои 15 луѓе првостепено беа осудени на 211 години затвор, казни кои подосна апелација ги намали символично по 1 или 2 години кај секого. Тие кои што повикуваа да се влегува во собранието, да се руши насилно институцијата и така натаму, тие се сега комотни, одмараат. Тие кои што влегува по нивно нагодување денеска се во затвори. Затоа викам ова да не го правиме. Значи настаните од 27 мора да ни бидат поука. Инаку ако гледаме по методологијата на активности, 27 април и ова што се случува сега, идентично е. Спасовски не е единствениот од СДСМ кој овие протести против францускиот предлог ги спореди со 27 април. Истото од партиската говорница го направи портпаролот на СДСМ Дарко Каевски. Насилници маскирани со качулки, со камења, шишиња, молотови коктели вчера ја нападнаа македонската полиција во обид да го повторат упадот во собранието од 27 април. По синокешните инциденти мора да следува одговорност на сторителите, но и од организаторите и од оние кои го потикнуваа насилството. Сомнаш дека власта со притисоци се обидува да ги прекине протестите, се и казните кои СВР Струмица ги пиша за најавените блокади на повеќе патишта. Иако блокарата беше во знак на протест, полицијата тогаш напиша казни во висина од 35 евра за паркирано возило и 50 евра за движење на пат за учесниците во тој протест. За ваквиот потек реагираше опозицијата. Луѓето кои го блокирале патниот правец Струмица Радовиш ниту се движеле непрописно, ниту паркирале непрописно. Тие протестирале и го остварувале своето право на протест загарантирано со член 21 од Уставот. Граѓаните имаат право мирно да се собираат и да изразуваат јавен протест без претходно пријавување и без посебна дозвола. Користењето на ова право може да биде ограничено само во услови на воена и вонредна состојба, гласи членот 21 од Уставот, кој власта го прекрши. Инаку граѓаните веќе со денови масовно и гласно кажуваат не за францускиот предлог за ставање на крај на спорот со Бугарија и одржување на прва меѓувладина конференција за Македонија со Европската Унија.